Сопругата на осомничениот бизнисмен Сеат Кочан, Асмира Кочан, се повлече од менаџерската позиција во фирмата Трансмет Лаб Доел, фирма керка на компанијата Трансмен До. Денеска во Централниот регистар е впишена промената во раководството во компанијата неколку дена откако нејзиниот сопруг излезе од државата, додека по него е распишана потерница за притвор. Утре на јавна седница апелација ќе разгледува жалбата на одбраната на Кочан за притворот. Прекинува штрајкот на новинарите и медиумските работници од утрински вестник Дневник и Вест, кој траеше еден месец откако Медија Принт Македонија на вработените им ја исплати јануарската плата. Барањата на вработените се исполнети и нема основ да продолжи штрајкот, велат од синдикатот на новинари и медиумски работници. Европскиот пратеник од Полска Јануш Корвин-Мике е казнет со 9210 евра и суспензија од 10 дена поради неговата изјава дека жените се помалку интелигентни од мажите, најави претседателот на Европскиот парламент. Освен наведените санкции, полјакот нема да може да го представува Европскиот парламент во текот на наредната година.